Осма недела поред граѓаните се на улица, протестите не стигнуваат до кога? Додека не се исполни она заради што протестираме. Значи да победи нормалното над ненормалното, да се симне оваа влада која што како ниедна до сега го има уништено народот, го има сведено на беда и на мизерија. И сакам да одговорам на вашето прашање практично со прашање. Може ли да се живее, се јадат ли спомениците? Значи може да платат социјално здравствено осигурување? Ми е жал и најмногу ми е криво што го злоупотребија угледот на вистинските херои на македонскиот народ, на Гоце Делчев, на Даме Груев, на Питу Гули, на Јане Сандански, затоа што ние сите сме сентиментално поврзани со нив, сите ние имаме некакво потекло од предците со нив и они го искористија тоа и не злоупотребија до безкрај. Дали имате некој личен мотив што вас како поединец ве мотивира да излезете на улица и да побарате правда? Генерално сум на страната на народот, значи на ниедна партија не сум член, значи сакам да бидам на страната на народот, а имам личен мотив. Моето семејство е веќе 15 години на суд за имот кој што ни е доделен со денационализација, а на крај е присвоен од приватни лица. Ги коментирате вчерашните написи дека владеачката партија нарачала над 50 позлатени портрети за партискиот штаб? Па не знам дали е вистина, ако е вистина не ме чуди, значи нивното лудило нема крај. Секогаш кога ќе помислам дека добро, значи врвот е достигнат, друга глупост нема, они ќе изненада со нешто. Нивната имагинација нема крај на глупостите и на измислување на начини за перење на пари и осиромашување на народот. Ве нарекуваат платеници и хулигани. Која е вашата добивка од протестите? Се извинувам? Ве нарекуваат платеници и хулигани. Толку им е капацитетот, не можам да им замерам. Значи ти да си толку благо ретардиран, не можеш ништо друго да кажеш ако некој не се согласува со тебе, освен да го навредиш. На вашиот транспарент пишува правдата и народот ќе победат, верувате? Верувам и затоа излегувам секој ден. А ако не победи народот, тогаш заслужуваме сето ова што ни се случува, нека се случува и понатака.